ставање на некоја исклучителност на Балканот е повторно една колонијална тангента. И сега кога сум тука кај колонијалната тангента, пак може да ги согледаме и овие процеси за национални митологизации, како тие се одвивале во колонијалните проекти, империалистичките проекти на европските држави, бидејќи со нивните запоседнување на територии Африка, Азија и така натаму, ние гледаме едно токму хомогенизација на нивните сили таму, токму врз воспоставување на тој супериорен, националистички, империалистички наратив, кој што е полн со таа една цивилизаторска мисија кон освоените територии, кон ресурсите кои што се екстрахирале од таму, и тоа се остварува и во оние тези кои што некои историчари на Западот се уште ги чуваат заточни, дека всушност тоа треба да се гледа како една кохезија од добри и лоши карактеристики на империализмот, дека тој им донел институции, им направил институции таму на некои племиња кои цело време се тепале меѓу себе. Па кога ќе им се каже дека таму се направени првите геноциди, злосторства, аргументот е па знаете тие меѓу себе воделе борби и слично, биле нецивилизирани и така натаму. И на тој начин по полека гледаме како ни става теза за силата, цивилизаторската моќ на демократските западни земји, како всушност се негираат овие капиталистички злосторства кои што се вршеле